А сега би сакал заедно да прочитаме еден текст во Библијата. Нема да биде од сега, овој текст што ќе го прочитаме, нема да биде од Коринтијаните, туку ќе биде од едно послание кое што било напишано од Коринт. Знаете кој послание било напишани од Коринт? За кој послание може да бидете сигурни дека било напишано од Коринт? Таму било напишано. Значи не може да биде Коринтијаните. Нито едно од Коринтијаните не може да биде. Не може да бидат затворските посланија. Ефесијаните, Колосијаните, Филипијаните, бидејќи тие се напишани од затворот кога апостол Павле се наоѓал во Рим. Римјаните е точен одговор. Римјаните е напишано од Коринт. Сега, дали се сеќавате во посланието до римјаните на оној стих кој што бил злоупотребен од страна на Распутин, за кога зборувавме своевремено, а се злоупотребува и од мнозина либерални протестанти во денешниот свет. Да. Сега, Римјаните ќе отвориме 5 глава. 5 глава. 20 стих. Ќе се посветиме на овој стих. Римјаните 5:20. А при тоа дојде и законот. Зошто? За да се зголеми, да се умножи престапот. Каде што пак се намножи гревот, таму благодатта се јавува во голема изобилност, вели овој превод. Некои преводи велат таму благодатта се преумножи. Со други зборови, тоа е по-верно на оригиналот, кој што вели таму каде што се намножил гревот, таму благодатта уште повеќе се умножи. Секогаш благодатта е посилна од гревот. Колку год да има грев, колку год да има беззаконие и расипаност, благодатта е посилна и од тоа. Сега како бил злоупотребен овој стих? Демек, па тогаш да си грешиме. Колку поише грев, толку поголема милост. Апостол Павле во корен ја сосекол таа ерес. И за тоа зборува 6 глава, што ја читавме пред крштевањето мејатата сабота. Ке останеме ли во гревот да се зголеми, да се наголеми благодатта? Се разбира не. Меѓутоа, ние сега нема се занимаваме со ереста, односно со злоупотребата на овој стих, туку со она што апостолот сакал да го каже. Што сакал тој да каже кога рекол таму каде што гревот се намножил, таму благодатта уште повеќе се преумножи. Интересни зборови. Вака сега. Пред да одговориме на тоа прашање, ќе ви поставам едно друго прашање. Кој од вас знае да ми каже што е тоа аджија? Не, што знаеш? Што значи аджија? Добро. Некој пократок, да знае некој пократок да бъде. Само таму? Добро. Добро. Дали знаете, ова прашање ми беше поставено на телевизија Амазон од некој гледач. Мислам дека беше 2000 година. Така. Дали знаете тој збор аджија од кај потекнува како збор етимолошки? Значи тој што отшел на аджила ке стане аджија. А што значи тоа на македонски? Што значи тоа? Што ќе стане практично? Така. Значи, луѓето верувале дека со тоа што ќе отидат на некое патување,
на некој аджилак, ќе станат свети, со самото тоа што биле таму. Инаку зборот прво потекнува од еден еврејски збор Хаг, баш како градот Хаг. Меѓутоа, кај евреите Хаг значи празник во смисол на празнична прослава. Кога евреите од сите страни на диаспората оделе во Ерусалим за време на 3 годишни празника, значи Бесквасници или Пасха, Сеници тоа на крај и Петисетница во средина, тогаш тие оделе значи на Хаг во нивниот јазик и ден денес тие го потребуваат тој израз. Например, кога е Пасха или Песах на еврејски, тие велат Хаг Самеар, така се поздравуваат. Во смисол среќен или благословен празник. Сега, во христијанската ера, а подоцна и кај исламот, од овој збор луѓето го извлекле, значи, поимот за светост. Значи, ако некој отиде на некое поклоничко патување, така се вика тоа на македонски, поклоничко патување, тој ќе стане свет. Сега, благодарение на брат Данило, јас по втора пат бев во Коринт изминатава седмица, во мојот живот. Меѓутоа, ниту ова место е свето, ниту ова место е свето, ниту јас станав свет затоа што сум бил таму. Зашто? Затоа што не се станува свет со дела, па макар тоа дело значило многу потрошен бензин, многу потрошени пари, или многу изминати километри. Едноставно, како и оправданието, не постои посветување со дела. Не постои посветување со патување. Постои посветување само со вера. Да се вратиме само на стихот. Што значи она што апостол Павле вели таму каде што се умножил гревот, таму благодата уште повеќе се промножи. Кога бев прв пат во Коринт, повторно бев со брат Данило. Тоа беше во март 99 година. Тоест, жал, се расипа оној класичен фотографски апарат, пропаднаа тие слики. Но сега имаме некои слики кои што се со современа технологија од овој век. Така што не постоеше опасност да бидат загубени. Реков дека ова место, како прво, самото место воопшто не било свето. Зошто е тоа така? Дали знаете зошто е тоа така? Вака, ќе го замолим брат Борче да ни ја покаже таа слика со храмот на врв планина. Значи, скицата што е. Ето. Значи, ова е просторот кај што се протегол стариот дел на Коринт, ова е храмот на Аполон, што ќе го видите подоцна на сончевиот бог, кај што го обожавале сонцето. И овие се остатоците, значи, од тој храм. На врвот од ова планина, така да речем, се наоѓал еден друг храм, кој што се викал храм на Афродита. На што била Афродита, божица во паганскиот свет, поточно кај грците? На? Така. А всушност била божица, така велат, божица на љубов. А всушност била божица на блудот и неморалот. Се разбира, паганите сето тоа го нарекуваат љубов. Иако грците имале специјален збор, поточно 3 збора за љубов, и разликувале поими, не мешале баби и жаби. На врвот, вели историјата и археологијата, на овој храм, на местото кое што се викало Акрокорин, зашто се наоѓа на врв на планината, постојал храм на Афродита, каде што според историчарот Страбон, во тој храм служеле 1000
млади девојки кои што биле робинки и кои што биле проститутки во храмот. Значи, проституцијата во Коринт била религиозна обврска. Некои историчари велат дека секоја девојка во Коринт морала да биде проститутка. Тоа и било обврска. Замислите во каков пагански свет живеел апостол Павле. Што мислите, дали е случајно што денес живееме во сличен таков свет? Тогаш кога почнало Евангелието, кога тргнало на својот пат да го освои светот со веста за благодатта Христова, светот бил таков каков што и денес, кога треба да заврши Божјето дело. И денеска светот не е некој христијански свет, туку живееме во едно ново паганско општество, каде што блудот и неморалот се сваќаат како нормална работа. Апостол Павле не малку се осврнува на овој проблем и во посланијата до коринтијаните. Некој верник во Коринт живел, кој што ја имал својата макија, што знаеме во 1 Коринтијаните 5 глава, за жена. И што вели апостол Павле таму? И вие, значи вие верниците, наместо да го осудите сето тоа, вие уште се гордеете што имате таков член во вашата заедница. Колку било силно паганството едноставно. Што е останато сега од Коринт? Ајде ги погледаме сликите. Да видиме прво мапата, ако може. Мапата, да. Ова е мапата, значи од птичја перспектива. Еве го храмот на Аполо или сончевиот бог. Ова што е интересно е, првата слика што ја видовте, каде што бевме сликани на едно забрането место, бидејќи чуварот велеше дека оттаму не е влезот. Значи, ова улица тука, што ја гледате, вака се движи кон север, значи кон Коринскиот залив. На таа прва слика што беше прикажена најнапред, значи јас стојам тука некаде, значи на почетокот на таа улица, од каде што некогаш се влегувало во градот. Значи во старо време, таму носеле риби од морето, кој што се наоѓа на северната страна, и во близина од десната страна на улицата, или од мојата лева страна во претходната слика, може да покажеш сликата се, значи, од оваа страна на улицата, еве улицата, ова е северната страна, што гледа кон морето, се наоѓале продавници и една од првите тие продавници била продавница за риби. Тука се продавале риби и тоа била онаа позната месарница, како што се споменува во библиските преводи, во првото послание до Коринтијаните, 10 глава, 25 стих. Тука се продавале претежно риби и во тој стих апостол Павле им вели на Коринтијаните: јадете се што се продава во месарницата. Се мислува на таа месарница. Иако до сега археолошките пронајдоци кажуваат дека станува збор за риби. Овој дел пак, значи, од левата страна на патот бил еден дел каде што се наоѓале јавни купатила или бањи, од каде што до каде што допирала вода, ќе видиме подоцна од каде допирала таа вода, од една централна фонтана, од каде што таа вода се црпела за да ги полни сите тие базени, сите тие јавни купатила на градот. Да, и ден денеска можешме да видиме во средата како се уште тече вода, извира вода од тоа место. Ајде да погледнем уште некои слики. Еве ги остатоците од храмот на Аполо. Значи, што можете да ги видите.
Ова се наоѓа некаде на спротивниот крај од улицата. Значи, ако таа беше во првата слика на север, еве можеме да се вратиме на мапата. Казалам брат Борче, се вратиме на мапата. Значи, првата слика беше тука некаде, ова е тука некаде. И од тука се гледаат остатоците на Аполо. Значи, ова бил еден голем плоштад, каде што од оваа страна се наоѓале многу продавници, како и овдека, и се наоѓале храмови, базилики, пагански храмови, а од спротивната страна се наоѓал еден јужен трен, голем, многу долг за пешачење, и тука се наоѓала така наречената јужна базилика, за која што подоцна имаме реконструкција на една од сликите, што брат Данило ги сликаше. А овдека во средина се наоѓа местото од каде што апостол Павле им проповедал на несобраните коринтијаните биле како слободни граѓани, се собирале секојаш на овој плоштад. И на тој плоштад биле држани говори од страна на нивните политички водачи од тоа исто место. Значи тоа исто место било место од каде што се властите се обраќале до народот. Инаку Коринт е град кој што бил основан од негрци, од негрчко население. Не, ќе стане македонски дури во 190 поточно Филип ќе го освои, значи во 4. век пред Христа, и ќе остане македонски до доаѓањето на римјаните во 196 година. Настанува еден мал бунт против римската власт и римјаните, еден од римските конзули, по име Мумиус, го уништува, го разорува целиот град во 146 година пред Христа. Повторно го подига Јулиј Цезар. И една од скулптурите, една од бистите, киповите во музеот што го посетивме е на Јулиј Цезар. Инако музеот се наоѓа некаде тука, на оваа страна. Цезар го обновил градот со сите негови јавни згради, еден куп храмови, еден куп купатила, бањи, продавници и се разбира местото каде што се наоѓало седиштето на римскиот проконзул во Коринт, затоа што Коринт римјаните го направиле главен град на цела Грција. Коринт го направиле главен град, или на така наречената римска провинција Ахаја, како што читаме во Библијата. Ајде ги довршиме тогаш и сликите, пред да ја завршиме темата. Еве овде се наоѓам на плоштадот, што го покажав. Како што можете да забележите, ова биле продавници, сите овие празнини овдека, каде што се продавало и се изнесувала разна трговска стока. Сите овие разурнати камења сведочат за тоа дека Коринт, кој град престанал да постои од еден силен земјотрес што го снашил во 6. век после Христа. Значи, од тогаш престанал да постои овој град, стариот град Коринт, се додека грците во поново време не го изградиле новиот, кој што се наоѓа неколку 4 километри по-на север на самото море на Коринтскиот залив. Одием понатаму. Сега, ова лична катедра, ова е тој јужен трен за кој што го зборував, кој што го покажав на мапата. Ако сакате, можеме да видиме мапата повторно. Значи, овде се наоѓа јужниот трен, цела оваа површина, и оваа последна слика е тука некаде. Значи, пред просторот кој што се наоѓа јужната базилика. Инако таа јужна базилика, само поим базилика, се однесува на христијански храм. Тоа е изградено после апостолско време. Еве реконструкцијата како изгледала базиликата со се просторот на
тремот, јужниот трем, како што се нарекува, со сите овие колонади, овие столбови. Се разбрава уметнички приказ. Еве повторно истото што го видовме на мапата, само во поголем размер, значи јужниот трем, базиликата и сето она што се наоѓало тука како згради, колонии, столбови пред неа. Одиме понатаму. Вака, ова е значи, на јужната страна, на крајот од плоштадот што гледа кон планината Акрокоринт, значи од таму каде што беше сонцето, се уште беше предпладне. На сликата не може да се види Акрокоринт, затоа моравме да прикажеме од интернет она скица за да го видите храмот на Афродита, но остатоци од тој храм и ден денес се гледаат. Значи, позади мене се наоѓаат остатоците на јужната базилика, христијански храм од после апостолско време. Да, значи тука се качувале, се одало кон самите остатоци, се некогаш на овој христијански храм, од црква, каде што се одржувало христијанското богослужение. Ова е сега местото некаде на средина на големиот плоштад, кое што било седиште на проконзулот, на римскиот проконзул во Коринт, како главен град на провинцијата Ахаја, и од тука, значи, од горе, се обраќале самиот проконзул и другите, значи, градски власти кон населението на Коринт, што се наоѓало на плоштадот. И се верува дека од тука, значи, се обратил и апостол Павле. Го искористил тоа место што служило како градска говорница. И апостол Павле од овдека им проповедал на коринтјаните. Што им проповедал на коринтјаните? Можеме да се вратиме на мапата. Значи, тоа место се наоѓа тука, некаде, каде што е предходнава слика. Од тука градските власти се обраќале до целото граѓанство, значи народот кој што се наоѓал на плоштадот. Еве го храмот уште еднаш и улицата која што ја покажавме на првите слики, на која што се наоѓале продавници за разни стоки. Од левата страна, од десната страна на улицата се наоѓале тие јавни купатила. Например, од овде извијала водата во јавните купатила и се пренесувала понатаму кон другите бани, а овој правоаголник во средината ставал големиот базен, каде што тука најбогатите, значи аристократски граѓани го поминувале своето слободно време. Можеме да ги погледнеме тие останати слики. Значи, овде беше говорницата. Добро, ова слика е веќе на крајот од улицата, на северната страна, каде што се гледа и морето, Јонското море на Коринтскиот залив. Значи, сега јас сум свртен кон стариот дел на Коринт, а во првата слика, тука стоеше брат Данил, а јас бев, значи, на северната страна. Понатаму, дали остане уште некоја слика? Не видиме, тоа беа сите слики. Во ред, еве, ова сакав да го видиме, да. Ова, значи, се тие комори, така беа наречени, од каде што извираше и се црпи водата. И се полнеше овој правоаголник што го видевте прескиот голем базен овде. Значи се протега тој базен тука. А со овој канал водата се пренесувала до јавните купатила што лежат на северната страна. Значи, понатаму, низ целата должина на таа десна страна од улицата, или на источната страна од улицата. Много интересно. Еве уште една слика за храмот на Сончевиот Бог и неговите остатоци или Аполоновиот храм. Еве една слика од музеот, каде што бевме, внатре. Во овој музеј се видовме еден скелет на човек, кој што беше датиран од 6. век пред Христа, значи од времето на пророк Даниил. Значи, наводно тие коски и тој череп се од тоа време.
Постојат разни уметнички скулптури, безимени, значи не се однесуваат на некоја конкретна личност, но имаше и некои скулптури на луѓе кои што беа, значи, конкретни историски личности. Например, го споменав Јулиј Цезар се наоѓаше во овој музеј, императорот Август, императорот Каракала се наоѓаше таму исто така, внук на императорот Август и многу други ликови, едноставно затоа што паганството покрај неморалот било развиено и во што? Имало развиено идолопоклонство и развиена, значи, вајарска уметност. И единствена добра страна на тоа е што иако сите тие кипови служеле за идолопоклонство, значи за нивно обожување, единствена добра страна, единствена добра работа од нив е што знаеме како изгледале некои историски личности. Например, кај евреите, кај што немало вакви работи, не знаеме како изгледале ни пророците, ни Моисеј, ни апостолите, не знаеме како изгледале, така натаму, затоа што во Израел значи не се практикувала оваква уметност, зато тоа било со законот забрането. Тоа беше слики, така? Значи, Коринт, едно толку расипано место, толку неморално место, станало местото каде што Господ ја покажал својата благодат. Местото каде што апостол Павле имал најмногу одзив, најмногу успех во своето мисионерско проповедање. И што вели самиот тој? Ќе прочитам само еден стих, односно повеќе стихови, но од почетокот на 2 глава. Од 1 до 5 стих, 1 Коринтијаните 2 глава од 1 до 5 стих. И јас, браке, кога дојдов кај вас, не дојдов да ви го соопштам Божјото сведоштво со возвишена беседа или мудрост, како што направил во Атина, ке филозофите, па тие го избркале како трдото, и шо нив ке им држи. Ке им продава памет, празнословец. Сега наместо така, во Коринт, тој не дошол со сведоштво на возвишена беседа или мудрост. Вториот стих вели, бидејќи бев решил да не знам помеѓу вас ништо друго, освен за Исуса Христа и тоа распнатиот. Веднаш настапил тука со Евангелието, веднаш настапил со онаа порака која што од една страна придобива, обратува со голема сила, посветува, а од друга страна соблазнува и мнозина ја отфрлаат, како што ја отфрлија во Минеаполис. И јас пристапив меѓу вас со немок и страв и со голема растрепереност. Видете, апостол Павле имал треме кога се качал таму, на таа говорница. И се обратил на паганите, на блудниците, на проститутките. Замислите, во тоа време, во тие јавни купатила, што може да гледате на некои филмови денес, таму смееле да влегуваат само мажи. Жените немале пристап до тие купатила. Дали знаете зашто? Затоа што мажите што биле таму, тие таму се бајале скроз голи. Затоа на паганите им било многу срам ако некој се обрежал да влезе сега таму обрезан. И затоа обрезанието било многу голема пречка. Паганите не го сакале обрезанието. Го мразеле обрезанието. Колку ќе било испушно Евангелието ако сите незнаборци што станувале христијани морале да се обрежат. Многу мал успех. Веќе тоа било нешто неприфатливо. И словото мое, и проповета моја не се состоеше од уверливи зборови на човечка мудрост, туку во покажувањето на духот и силата, та верата ваша да не почива на човечката мудрост, туку на силата Божија. И понатаму, ако ги читате сите тие преостанати стихови од 2 глава, ќе видите конкретно зашто зборува апостол Павле. Навистина поука и за нас денес. Токму тогаш, кога беше првиот пат, 99 година, беше пред да почнат емисиите на Амазон. Беше започнено на 25 март
кога НАТО почна да ја бомбардира Србија. И сега се прашувате зашто телевизија Амазон? Дали знаете па што беше позната телевизија Амазон? По овој неморал. Најнеморалната телевизија ни дозволи да проповедаме вистина. Таму каде што гревот, па еве да ви кажам еден конкретен пример. Еве како размислуваат паганите на 21. век. Бидејќи се шират разни дезинформации, разни гласови за тоа што се случува во сектите, сопругата на собственикот на Амазон телевизијата ни имаше речено дека слушнала, меѓу другото, дека таму се практикува некој групен блуд помеѓу членовите на сектата. И незиниот сопруг пред неја, собственикот, реагираше вака: каде постои таква секта, јас прв да отидам таму да се зачленам. Како размислува еден незнабожец на 21. век? Се разбира, како што ја знам, во Скопје не постои нито една таква секта. Меѓутоа, скопските неверници би сакале да постои такво нешто. Ние живееме во Коринт. Живееме во Вавилон. Како сакате речете? Живееме во Содом и Гомор. Може би тука се уште не. Не знаеме, имаме места кои што многу личат на Содом и Гомор во овој свет. И тоа места во држави, во земји кои што традиционално биле христијански, не биле муслимански, туку во традиционално христијански земји. Христијанските општества се деградирале, христијанските нации станале пагански во времето во кое што ние живееме. Денеска не постои православие, освен во црквите. Самиот народ не практикува православие, што се нарекува православие, тој практикува паганство. Самиот народ што тврди дека е католички, не практикува католицизам, практикува паганство. Што остана со протестантите? Да не зборам па за нив. Доволно е да погледнеме на што се претвори Америка од некогаш конзервативно христијанско општество. Што имаме денеска? Каков циркус имаме денеска во општеството на 21. век? Светот и денеска се наоѓа на тоа дередже, да се изразам така, во кое што бил кога апостол Павле дошол со Евангелието за благодатта Христов. И само благодатта, само силата на крстот Христов е таа што може да посвети, да промени, да ги преобрази и животите и карактерите на луѓето, да станат навистина светци, светители, како што и апостол Павле им се обраќа на тие поранешни блудници во Коринт, ги нарекува до светиите, тие кои што сега биле измиени во бањата Христова, не во тие бањи, туку во бањата Христова, во крштевањето, преку крвта Христова, и ја примиле неговата праведност. Денеска живееме во време кога овој свет повторно се наоѓа на таа паганска позиција во која што бил пред 2000 години и повторно има потреба од благодатта Христова. Меѓутоа има само едно Евангелие од сите што постојат. Има само едно Евангелие од сите 5 што постојат во Адвентистичката црква, кое што може да ги спаси, да ги преобрази, да ги посвети и однова да ја произведе во нивниот живот силата на Христовата праведност. Нека Господ ни го даде тоа Евангелие, таа сила, да можеме и ние уште еднаш да се преобразиме, некој од нас може би и за прв пат, и да го живееме тој Христов живот, тој вечен живот кој што само Бог го поседува. Нека му е фала и слава вечно. Амин.